Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Потребата од предложените интервенции во Законот за одбрана, кој што денеска се наоѓа на дневен ред на оваа седница и пред вас, произлегува од фактот што овој закон го уредува самиот систем за заштита на независноста и на територијалниот интегритет на Република Македонија. Постојаното решение кое што го имаме, освен во другите форми на одбрана на македонскиот територијален интегритет и суверенитетот на Република Македонија, предвидува негова заштита и во рамките на популарно наречената воена организација НАТО, од кој што ние за жал сме членка. Но сето ова е оставено на генерално поради самата природа на членувањето во НАТО организацијата како пракса да се отстапи голем дел од суверенитетот, особено во делот на одбраната, и дава големи и отворени широки раце на владата да може да заземе директни, особено индиректни учества во конфликти во практично воени операции кои што се надвор од територијата на Република Македонија, а се немаат никаква врска со одбрана на нејзиниот суверенитет и одбрана на нејзиниот територијален интегритет и особено безбедноста. Но затоа собранието е тука како тело во политичкиот систем кој што треба да ја ограничи владата во ваквите действија. Од тука и е самата потреба од интервенции во овој закон за одбрана, каде што дополнително ќе ја ограничи Република Македонија, односно владата, армијата на Република Македонија да може да ја користи само во оние мисии кои што имаат меѓународен легитимитет, односно кои што се одобрени од Советот за безбедност при Обединетите нации. Особено ако имаме во предвид дека досегашното искуство и праксата на делување на воената организација, воениот сојуз од кој што ние сме дел, НАТО, кој што патем потврдено и од актуелниот генерален секретар на НАТО дека овој сојуз на некој начин делува како алатка за проектирање на моќ на водечките членки, особено во последниот период на САД, Македонија е доведена до една граница каде што сите оние активности кои што на меѓународната сцена се случуваат, особено со последните конфликти во Украина и во Блискиот Исток, така што притисокот некогаш е многу поголем кон владата за да зазема учество во дел од ваквите конфликти кои што се водени исклучиво од интереси на неколку водечки членки на воениот сојуз, но во исто време тоа Република Македонија ја доведува во неповолна позиција и трпи загуби и има ризици од загрозување на нејзината не само безбедност, туку и на економска благосостојба и особено ризик од нарушување на внатрешната кохезија на македонското општество. Доколку ги имаме во предвид воените интервенции на Сојузот НАТО, особено ако почнеме од бомбардирањето на Југославија во 90-тите и агресијата врз Ирак во 2003 година, овие интервенции беа спроведени без одобрение на Советот на безбедност, додека интервенцијата во Либија, например, имаше резолуција во Обединетите нации, но истата беше злоупотребена и на крај дојде во тотална спротивност од она што таа предвидуваше, а тоа беше дека на крај резултираше со промена на режимот
во Либија. И ако ги видиме последиците од сите овие интервенции кои што доведоа, кои што на почетокот не беа дизајнирани така, односно не беше декларирано дека тие ќе бидат интервенции за промена на режимот, ако ги видиме последиците во сите овие земји каде што и македонската армија, за жал, во дел од нив имаше учество во мисиите за НАТО, и ден денеска дел од овие мисии имаат некакво присуство во реалноста, сите овие земји имаат исклучително нестабилно општество и држави кои што практично се распаднати со многу поголем безбедносен ризик на своите граѓани од тоа што претходно беа пред да се случат ваквите интервенции. Понатаму, дополнително современите безбедносни, така да кажам, аранжмани се карактеризираат со зголемена интероперабилност, па и координација, што во пракса може да доведе до постепено и индиректно вклучување во воени действија, дури и без формална одлука директно на највисоките институции на државите. Нашиот случај на Република Македонија со конфликтот во Украина е токму таков случај. Ние практично, индиректно, со тоа што не само што даваме политичка поддршка за Украина и за практично позади конфликтот во Украина, кој што стои европските земји од НАТО сојузот, како и Соединетите американски држави, ние учествуваме дури и со директно праќање на оружје на украинските сили, и тоа тотално бесплатно. Ги поддржуваме сите меѓународни иницијативи кои што се во насока на поддршка на конфликтот во Украина, и со тоа ние веќе ризиците од економските и енергетските последици кои што би ги имале не се само ризици кај нас, веќе тие почнуваат да стануваат и сурова реалност за Република Македонија, како и исто постои ризикот нарушување на внатрешната стабилност, но и зголемена изложеност на асиметрични закани, вклучително и тероризам. Имајќи го предвид ваквиот контекст, неопходно е воспоставување на јасни законски ограничувања за владата на Република Македонија да може по своја волја да испраќа вакви мисии надвор од Република Македонија, кои што немаат ниту легитимитет, не се ниту легални кога ќе го погледнеме меѓународното право, а особено не се во согласност со меѓународните принципи и националните интереси на македонскиот народ. Од тука, предложеното законско решение не представува отстапување од меѓународната соработка, напротив, воспоставува еден минимален правен и суверен филтер со кој се обидуваме секој евентуално учество да биде засновано на јавен меѓународен легитимитет и во функција на зачувување на мирот и интересите на македонскиот народ. И особено сакам да нагласам дека директно повелбата на Обединетите нации забранува било каква агресија која што не е во насока да воспостави мир и не е во согласност со меѓународното право. Од тука, мислам дека исклучително во овие неповолни геополитички превирања кои што се случуваат и во нашиот регион, но и пошироко во светот, неопходно е ние дополнително да направиме некој филтер каде што владата ќе ја ограничиме за да не може на своја рака, така како што до сега прави, да испраќа членови на армијата надвор од територијата на Република Македонија. Благодарам.